Што е тоа финансиска писменост? Колку финансиски сме едуцирани? Зошто, дали и колку тоа ни треба во времето во кое живееме? Ова се дел од темите за кои денеска во новото издание на емисијата Интервју ќе разговарам со Никола Мостро. Добре дојде. Добре најдов. Осигурителен брокер, инвестициски и пензиски агент. Прво една голема благодарност на слухот на Охрид Нјуз зошто не покани и зошто сме денеска овде. Зошто постоиме на пазарот? Едноставно би одговорил за да му помогнеме на населението. Тоа е она зошто сум јас во оваа бранша и која беше мојата побуда зошто јас влегов во оваа бранша да работам. Пред се, некој можда чудно ќе му звучи, но од хумана побуда. Според одредени дефиниции, ги има повеќе, една вели финансиска писменост е суштинско разбирање на финансиски концепти, финансиски ризици, придобивки, можности. Така е. Сега во овој контекст, каде се наоѓаме ние, каде е нашето општество, која е нашата перцепција, зборувам како обични луѓе во овој свет во кој се низ призмата на бројките? Горан, многу интересно прашање. Јас би го одговорил малку реверзибилно, која е нашата перцепција, а која е фактичката состојба. Јас прво ќе ја кажам фактичката состојба од некои меродавни институции, како што е, например, Standard & Poor's, кои вика дека, за жал нема да именувам, стоиме на долниот дел на табелата во однос на финансиска писменост како регион, како народ, како нација и така натаму. Во бројки? Во бројки, за жал, сме четврти од оздола на табела. Таа е реалноста кој отстрана гледано нас не карактеризираат во однос на финансиска писменост. А од каде доаѓа тоа, можеме да дискутираме. Имајќи ги предвид бројките и времето во кое живееме, колку тоа е загрижувачки? По мене е многу загрижувачки, а уште позагрижувачки е затоа што оно што го гледам од страна, народот не дека баш има голема свесност за собствената финансиска едукација и тешко ги поместуваме од таа зона на комфор во финансиска едукација. Затоа е повеќе загрижувачки, бидејќи кога имаме луѓе кои сакаат да се едуцираат, кои сакаат да одат напред, кои сакаат да си го подобрат собствениот живот со квалитет, тоа не е воопшто загрижувачки. Но загрижувачки е кога не се поместуваме од мртва точка. Зошто таква одбојност? Зашто се работи? Рецидиви, стереотипи, начин на размислување? Интересен е одговорот. Нема да им се допадне на најмладите и највозрастните. Зошто? Ке се вратам малку назад низ времето. Свесни сме дека Балканот е територија на транзиција. Зошто викам територија? Бидејќи имаме повеќе држави бевме во слично уредување. Ќе кажам една мисла од еден мој професор кој своевремено кога ја слушнав и ни ја кажа, ништо не го разбрав, но на денешно време ќе ја кажам истата и сите ние ќе ја разбереме. Без 4-та година гимназија пред матура и не викна така едно одбрано друштво и вика, нема да се изразам како што се изразе, ќе ја кажам само суштината, вика, вие сте една многу чудна генерација. Зошто, викам, професоре? Родени, воспитани и школувани во духот на социјализмот, сега ќе одите на факултет, сте фрлени во еден млад капитализам, кој не знам ни ја што значи, покушавам да го цитирам, а вашите деца ќе треба да ги воспитате и да ги растите во духот на капитализам. Како тоа планирате да го направите, вика, не знам, да ви е Господ на помош. Тоа е реченица од мојот професор, али од денешен аспект се го разбрав. Зошто поминавме низ таа сива зона, ајде, на транзиција, се уште сме во некои транзитираме, но на излез сме од некои си такви транзиции. Одговорот на твоето прашање зошто, бидејќи многу тешко на денешно време, повозрастните луѓе, ајде ќе речам веќе кои ближат према пензија или себе во пензија, можеме да им кажеме дека секој сам треба да се грижи сам за себе, а не државата за нас. Оние кои сме средна генерација, ќе речам, веќе сме го виделе она од социјализмот, сме не воспитале во духот на социјализам, веќе гледаме дека треба да грабиме и сами да водиме грижа за сами за себе, а веќе мојот син и мојата ќерка вика, ако јас не обезбедам сам за себе или сама за себе, никој друг нема да обезбеди. И сега видите, на 1 метар квадратен имаме 3 генерации. Што е исправно?
Имаме 3 генерации, имаме судир на мислење или судир на генерации. Меѓугенерацијски јас имаме усфера на финансии. Да, младите нели пред нив е животот, тие ќе прават, ќе градат кариери, тие кои се во средни години ќе размислуваат што нели во блиската иднина кога ќе одат во пензија, пензионерите како да врзат крај со крај. И на сите им е потребна меѓутоа финансиска писменост или финансиска наобразба, затоа што така подобро веројатно се менаџираат парите колку и да се. Дали сето ова во овој контекст денеска во ова време во кое живееме доволно го разбираме и можеме да го промениме, веројатно не е доцна за никого и никогаш. Дефинитивно никогаш не е доцна, а клучот за првиот чекор, јас ќе речам, ако сакаме да се качиме и од приземје на први спрат и на 10 спрат, секогаш почнува од прво скалило. Кој е тоа прво скалило? Прво скалило е, според мене, таа доверба. Доверба кон институцијата брокер, доверба кон институцијата финансиски советник, ќе речам, доверба кон инвестицијски агент, пензијски советник, односно луѓе кои се бават во сфера на финансии, да можат да седнат, да поразговараат со вас, да ги видат кои се вашите, твоите, моите финансиски потреби, како. Многу едноставно. Ние функционираме, некои ни викаат толку едноставно што не е верно. Како? Преку еден опти профил. Односно, седнуваме и разговараме за оптимализација на твоите потреби. Како? Горан веќе е изградена личност. Има веќе одреден број години, искуство во животот, има штедни навики или нема штедни навики, одговорна личност, неодговорна, планира да купи нешто или не планира, планира да троши пари. Што е она што ти го сакаш? Седнуваме и разговараме преку оптимализација на потребите и ние како институција, односно јас како осигурителен брокер, инвестицијски агент, пензијски советник, односно буквално се бавиме со све во сфера на финансии. Единствено не се бавиме со меѓубанкарски трансакции. Се останато во сфера на финансии, седнуваме и разговараме со клиентите за нивните потреби. Мене воопшто не ме интересира ни еден продукт, али во буквална смисла. Мене ме интересира клиентот. Да седнеме и да изготвиме предлог решение со твоите можности, твоите потреби, твоите визии за иднина, да видиме кој е тој најоптимален начин кој тебе утре ќе ти донесе поквалитетен живот. Дали за тебе, дали за твоето дете, дали за внуците и така натаму. Ќе се надоврзам само на уште една реченица. Ќе ги спомнам во многу едукации, во многу книги, вика Хабсбуршка монархија. Што значи тоа? Тоа значи наследство на култура на финансиско живење. Ги едуцирале од генерација до генерација како понатаму со капиталот. Да, многу едноставно. Да, меѓутоа кај нас е парите под перница, чувај си ги в банка, да бидеме реални. Тешко некои навики може да се променат, предпоставувам дека ќе е многу полесно доколку од мали нозе се почне нели со финансиско описменување или едуцирање на младите генерации и така веројатно многу побрзо ќе се нели образуваат или финансиски едуцираат и повозрасните во семејството. Така е. Само како што споменав, треба малку доверба во самите себе, малку разговор со самите себе. Како што спомнав претходно, младите генерации се желни за информација. Желни се, трагаат преку интернет, преку одредени институции и така натаму. Многу информации доаѓаат до нив. За разлика од кај повозрасните генерации, тие викаат не. Дали е тоа сигурно? Колку е тоа сигурно? Кои се начините на вложување? Дали има одредени начини на штедење? Јас само ќе испровоцирам со една реченица. Луѓето многу малку на наша територија сваќаат што значи инфлација. Викаат покачување на трошоци за живење. Но има една друга вистина. Ако јас чувам 10 години 100 евра под перница, за 10 години со 3% просечна годишна инфлација, вредноста на тие 100 евра веќе се 70. Каде ми е сигурноста и безбедноста под перница? Каде ми е сигурноста од покачување на вредноста на мојот капитал? Ако јас го чувам мојот депозит во банка, кој никогаш не е повисок како каматна стапка од инфлацијската стапка, јас само тапкам во место. Во кои се сфери ни е потребна финансиска едукација? Не мислам дека не постои сфера во која не ни е потребна финансиска едукација. Зошто викам не постои сфера? Заборавивме дека децата треба да имаат свој джепарац, односно свој буџет, преку тој
джепарац или буџет ние да ги едуцираме нашите деца како понатаму во животот. Забораваме дека многу ни е потребна финансиска едукација и кај правниот сектор. Ево, јас сум веќе 10 години на терен и гледам дека, за жал, ќе речам повторно, многу мал број на стопанственици во нашето општество бараат финансиски совет од некој кој е независен, некој кој е стручен. Зошто? Па јас генерално знам се. Мислам, таков е ставот во правниот сектор. А не сваќаат колку многу им е потребен некој финансиски советник, консултант преку консултантско друштво во сфера на финансии. Зошто? Да им донесе свежи пари. Да поразговара со нив дали им се потребни ликвидни средства, дали нивните средства се повредни од тугите средства, па да направиме една диверсификација на ризик. Зошто? Па само во Македонија еден стопанственик 100% од капиталот го има во сопствената компанија. Ние на светски развиена blue chips компанија нема повеќе од 80% во сопствената компанија. Прави диверсификација на ризик надвор од сопствената компанија. Зошто? Ради сигурност, стабилност, долговечност на таа фирма. Како со вашата професија делувате? Што е она што може да го добие една компанија од вас или физичко лице? Работиме по еден, ќе речем паретов принцип 80-20, 80% сме насочени према физичките лица, искрено, затоа што има една поговорка, вика, ако сакаш да го смениш сопственото општество, тргни од сам себе. Тргни од сопственото дете, така ќе го смениш и општеството. А ние сите сакаме да имаме подобро утре. Затоа најголем фокус, искрено, ние го имаме према младите. Добро се насочени, имаат наплив на информации и работиме најмногу со нив. И топла препорака или совет да сите млади може да дојдат да пристапат, да поразговараат во нашите канцеларии, буквално разговор, преку едукација. Како што спомнав, седнуваме, разговараме кои се нивните досегашни визии, идни визии, потреби, сегашни и идни, и предлагаме предлог решенија преку одредени финансиски инструменти како може да дојдат до нивната цел. Горан, за жал, многу брзо луѓето ги менуваат сопствените цели. Знаеш зошто? Затоа што не прават план, него едноставно имам желба. А по равенка... И сите сме под силни влијанија. Така, ако напишеме една математичка равенка, што е цел, има и математичка равенка. Целта се стигнува преку точно определен план, преку јака желба и преку активност. Нема друг план. Живееме во време во кое сме бомбардирани со информации. Отворете интернет, телевизии, се тоа реклами за брзи добивки, не знам, начин или подобро утре, веднаш за првиот агол и така натаму, криптовалути, да не зборувам, нели, инвестиции и така. Меѓутоа, за да влезете во било која од овие, ајде да речам, бизнис авантури или во било каква инвестиција, потребно е одредено предзнаење. Колку е опасно да се биде под влијание на сите овие информации кои, како што напоменав, не бомбардираат, а ако доволно не сме упатени во каква игра влегуваме. Која е опасноста, кој е ризикот? Мислам дека делимично со твоето прашање го даде и одговорот, но јас ќе бидам уште попрецизен. Со една реченица од Ворен Бафет. Вика, најдобар начин да се обогатиш е ако имаш одреден финансиски план, добар начин на инвестиција и добар период, време. Сите ние во државите во транзиција сакаме брзо да се обогатиме. Зошто? Затоа што видовме дека во еден период и тоа беше возможно. Нема да коментирам како, повозрастните знаат, младите најверојатно и не знаат, не се доволно информирани. Во брз свет на живење, спомна криптовалути, спомна некретнини, спомна други инструменти, јас ќе спомнам еве и злато и така натаму. Сето тоа се добри инструменти за инвестиција. Но како и за кого? За колкав временски период? На кој начин? Што сакам крајно да постигнам? Токму одговорот лежи тука. Седнуваме и разговараме, прво да видиме за каква особа станува збор, колкав ризик може да поднесе, за колкав временски период, дали сигурноста и стабилноста на неговиот капитал му е пресуден или има можност за одреден степен на ризик. Кога ќе видиме за каква особа станува збор, колкави се неговите можности, колкави се неговите потреби, седнуваме и разговараме и даваме предлог решение. Една работа тврдам, не постои лоша инвестиција.
Може би постои лошо време, лош тајминг, зборувам за времето на инвестиција и лош период за време на инвестиција. Зошто? Не можеме да се обогатиме од денес за утре со инвестиција во злато. Не можеме. Не можеме да се обогатиме денес и утре во инвестиција во хартија од вредност. Но можеме и текако многу да се обогатиме ако квалитетно ги пласираме нашите средства преку квалитетен инструмент за одреден временски период. Одговорот на твоето прашање: седнуваме, разговараме, правиме анализа за клиент и му даваме аргументиран совет за неговата цел. Спомна на самиот почеток дека една од мисиите покрај нели професионалниот ангажман, консултациите професионални кои ги давате е да влијаете на свеста и да им помогнете на луѓето подобро да ги разберат финансиските текови и потреби во времето во кое живееме. Во тој контекст сосема за крај прашање како планирате да действувате во тој правец, тоа на што го подготвувате за граѓаните и каде можат повеќе информации да добијат за се она што го работите вие, што беше тема на денешниот разговор. Да, на почеток кажав дека побудата зашто влегов јас во овој сектор беше хумана. Многу луѓе на почеток можда и не ме разбраа, а сега ќе пробам да објаснам зашто хумана, бидејќи сметам дека ако помогнам јас од лична перспектива на моето општество, на овој регион, Охрид, Струга, Ресен, Дебар и така натаму, јас како единка, да ја подигнам свеста и да подигнам финансиската едукација кај мојот народ, макар со 5 или 10%, јас сум помогнал да се поткрене општеството со квалитет со 5 до 10%. По мене е многу хумана дејност и мисија. Како тоа го правиме? Еве сега топла препорака и покана до сите охриѓани и стружани во нашата област, а слободно и на државно ниво. На 17.2 имаме една 17.6 се извинувам, во хотел Юник во 18 часот да ги информираме, односно да ги запознаеме малку поизворно, подетално граѓаните на сфера инвестициски фондови. Какви типови на фондови се тоа? Какви све типови на инвестициски фондови постојат кај нас на пазарот? Зошто се потребни тие, пандан на други инструменти финансиски? Што можам јас како граѓанин да искористам и да имам бенефит од сите тие инвестициски фондови? Што е придобивката, колкав степен на ризик носат одредени фондови? Зошто јас би требало или не би требало да имам еден таков инструмент? Тоа е во однос на инвестициските фондови, а буквално во глобала за финансиска писменост на 29 во недела, со почеток во 11 часот, повторно во хотел Юник, ги повикувам сите луѓе кои сакаат да се запознаат кроз една панел дискусија, отворена панел дискусија, со луѓе кои се одбрани и се на терен, не се во сфера на едукација, професори и така натаму, него луѓе кои се на терен, ги познаваат потребите на граѓаните и знаат на еден пластичен, природен начин да им го пренесат, да им ја пренесат таа финансиска едукација или сите тие можности за финансиска дисциплина, како би требало да се однесуваме, кои се нашите искуства и кој е начинот за да стапат во комуникација со нас или со одредени наши колеги во наша дејност, за да си го подобрат понатамошното финансиско живење за нив и за нивните деца. Тоа беше Никола Мостро, осигурителен брокер, финансиски, односно пензиски консултант. Ти благодарам за издвоеното време и за информациите што ги сподели со нас. Загледавме само малку под површината, ова е тема на која може и треба, веројатно, уште многу да се зборува, но ете можност за сите на настаните кои ги спомна и ти, првиот на 17.6, вториот на 29 јуни во хотелот Юник во Охрид, да присуствуваат и да добијат повеќе информации за темите кои ги начнавме малку, барем се надевам во оваа емисија и веројатно гледачите имаат некоја подобра слика за се она што ни се случува во сферата на финансиите во времето во кое живееме. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието, останете и натаму информирани, следете го Охрид Нјус.